Добро вечер, почитувани гледачи. Го следите дневникот на К1 во 20 часот. Еве ги настаните кои го одбележаа денешниот ден. Акцијата Ден на дрвото се одржува по 16-ти пат. Се отвара кинескиот пазар за македонското јагне. На пролет улиците во Кавадарци ќе бидат комплетно асфалтирани. Жителите на Демиркапија денеска до ВМРО ДПМН ги доставија своите идеи за проекти со кои ќе се подобрат условите за живот. Таму вечерва треба да се одржи трибина. Работата на трибината ќе ја следи Дијана Иванова, која во овој момент треба да имаме на линија. Дијана, што во моментов се случува во Демиркапија? Токму така, во Демиркапија во секој момент треба да започне трибината на владеачката ВМРО ДПМН, на која што ќе се говори за она што е сработено, но и за плановите во иднина. Представниците од тимот кои што ќе бидат гости во Демиркапија ќе имаат можност да ги слушнат сите размислувања на жителите од оваа општина, кои што во текот на денешниот ден ги споделуваа своите идеи или своите проекти, со чија реализација сметаат тие дека ќе се подобри квалитетот за живот во оваа општина. Меѓу идеите кои што жителите ги напишаа, ги споделија со нас, е изградбата на винско село, во кое што свое место би имале сите винарии во Македонија и на овој начин ќе се промовира она што е обележие за државата, а тоа е земјоделството, но и производството на квалитетно вино. Младите секако сакаат што повеќе одбележани планинарски патеки, каде што ќе можат безбедно да спортуваат, но она што е наинтересно заедничко е и кај младите и кај повозрастните да се отворат повеќе индустријски зони во Република Македонија и во овој регион, за да имаме повеќе домашни и странски инвестиции, изградба на фабрики во кои што свое вработување ќе најдат жителите кои што се невработени. Повеќе информации за она што се случува вечерва во Демиркапија гледачите на К1 телевизија ќе имаат можност да видат во текот на утрешниот ден во информативните блокови. Студио, дали се слушаме? Да, јас ти благодарам на јавувањето. А по 16-ти пат се одржа акцијата Ден на дрвото. Околу 200.000 аризонски чемпрес, багрем и јасен се засадија на две локации на територијата на општина Велес. Надлежните велат дека и оваа акција е успешна како и претходните. Околу 200.000 аризонски чемпрес, багрем и јасен се засадија на територијата на општина Велес. Се садеше на вкупна површина од 44 хектари на две локации. На акцијата Ден на дрвото засадија својата иднина. Како и претходно, така и овој пат граѓаните зедоа учество. Рече 1000 лица денеска беа на пошумување. Очекувано, најмногу ученици од основните и средните училишта, но и вработените во јавната администрација. Стандардно Велес има добар одзив за ваква акција, самите може да се уверите. Само во прва тура има повеќе од 10 автобуси присутни со ученици, со жители на градот Велес. Тоа значи дека Велес сепак убедливо стои на првото место во зачувувањето на животната средина, во зачувувањето на екологијата, пред се во зачувувањето на иднината на нашите деца. Според надлежните, и оваа 16-та акција Ден на дрвото е успешна како и претходните. Процентот на зафатени дрвце е задоволителен, вели директорот на шумското стопанство Бабо на Велес, Горан Наунчев. Од 2008 година, од која почната акцијата, на Република Македонија има добиено 9000 хектари зелена површина.
Морам да нагласам дека оваа акција Ден на дрвото пошумување е најголема во Југоисточна Европа. Во таа акција Велес се учествува, како што кажа градоначалникот, учествува на 2 парцели. Дрвца засади и заменик министерот за здравство Јовица Андовски и државниот секретар во Министерството за економија Анета Димовска, кои воедно апелираа до велешини да се вклучуваат во ваквите акции затоа што се за подобра иднина. Апелирам до сите кои што можат да помогнат, односно да учествуваат во оваа акција, со тоа што со секој засадено дрво ја подобруваме животната средина и човековата околина, со тоа и го подобруваме квалитетот на животот на секој еден граѓанин. Не постои подобра инвестиција во еднината од оваа инвестиција што денес ја правиме, и заради глобалното затоплување и заради естетскиот момент разубавување на средината тука околу депонијата во Велес. Со засадување на дрвје во околината на новиот театар стартуваше акцијата. Инаку локалната самоуправа во соработка со шумското стопанство Бабона планира проект за пошумување на ридот Свети Илија. Полека, но сигурно општина Велес го решава долгогодишниот проблем со загадувањето. За таа цел се садат дрвја, се очекува и дислокација на ридот од згура. Со низа активности Велес работи на тоа да го изгуби приматот на најзагаден град во Македонија. Општина Велес полека, но сигурно го решава горливиот проблем со загадувањето со кој се бори веќе неколку децении. Преку низа активности се работи на тоа општината да го изгуби приматот на најзагаден град во Македонија. Граѓани од 7 до 77 години се вклучуваат во еколошки акции со цел да допринесат за поздрава и почиста животна средина. Па значено е многу, затоа што се прочистува воздухот и мислам дека е значено заради тоа. Па тука сум прв пат во Велес, бидејќи јас сум од Берово и така тука прв пат засадивме дрвца, 5-6 дрвца засадивме. Значено за да се садат дрва би требало да биде за прочистување на воздухот, бидејќи град Велес е доволно сиромашен со дрва и затоа сме ние тука активни денес како и Ден на дрвото да засадиме ние повише. Ние сме волонтери од општинската организација на Црвен крст Велес и дојденесме да поддржиме оваа акција денеска. Воедно сме дојдени да даваме прва помош. Велешката топилница не работи веќе 11 години, но последиците се уште се присутни. Ридот од згура се уште представува закана по здравјето на граѓаните. Еколозите се надеваат на негова скора дислокација. Нашиот став е дека не треба да се реупотребува, него дека треба да се дислоцира на место на кое што нема да заканува, представува дополнителна закана за животната средина и конечно Велес да се ослободи од историското загадување од страна на јеловината со згура за топилницата. Во околината на Велес во изминатите децении беа засадени повеќе илјади садници дрва, пошумени се површините во близина на езерото Младост, на ридот Кроот, во непосредна близина на населбата Превалец, како и на автопатот Велес Скопје. Засадено дрво значи и почист воздух, со што задоволува фактот што зафатеноста на сите садници надминува повеќе од половина бројка од засадените. Кинескиот пазар отворен за македонското јагне. Агенцијата за храна и ветеринарство потпиша протокол со кинеската генерална администрација за количините и цените за извоз на замрзнато јагнешко месо во Кина. Дополнително треба да се разговара. Замрзнато македонско јагне ќе се извозува на кинескиот пазар. Количините и цените за извозот на замрзнатото јагнешко месо во Кина допрва ќе се договара. Ова се информациите по работниот состанок во Агенцијата за храна и ветеринарство. Добро познато по квалитет нашето јагнешко месо, а со тоа и самите кинези, мислам самите институции и представници од Народна република Кина кога дојдат тука се уверија во истото и се уверувам исто така и во квалитетот и капацитетите на нашите компании, со што нормално и се финализира потпишувањето на овој протокол за извоз во Народна република Кина. Агенцијата за храна и ветеринарство на 26 ноември годинава во Пекинг потпиша протокол за извоз на замрзнато јагнешко месо на кинескиот пазар со Генералната администрација за надзор на квалитет, инспекција и карантин на Кина. Агенцијата за храна и ветерина на Република Македонија потпиша еден протокол со соодветните служби на Народна република Кина за извоз на смрзнато јагнешко месо од Република Македонија, со што се зголемуваат можностите
одлучите за оваа соработка и понатаму, и тоа е дел од пошироката палета на активности за интензивирање на извозните и на трговските активности на Република Македонија. И производителите и преработувачите велат дека сточниот фонд во земјава се намалува. Според земјоделците причина за тоа се ниските откупни цени, додека пак за кларичарите проблем е тоа што покрај државната поддршка никој не сака да чува овци. Улиците во општина Кавадарци ќе бидат комплетно асфалтирани. Избраниот изведувач ќе треба да го заврши асфалтирањето во текот на пролетните месеци. Инаку овој проект општината го реализира во соработка со владата преку Министерството за транспорт и врски и Агенцијата за патишта. Недоволната покриеност на улиците во општина Кавадарци со асфалтна маса во минатото беа голем проблем. Општинските власти во овој сегмент обрнаа големо внимание. Имено, главниот акцент е ставен на главните улици. Во тек е тендерот за асфалтирање на улиците во градот. Во текот на пролетните месеци, избраниот изведувач ќе треба да го изврши асфалтирањето. За да во пролетниот ден влезот на градот биде спремен за асфалтирање, дај Боже да временските услови дозволат и да го асфалтираме во тој период, бидејќи се работи на вистина за голем потек од едно 350 метри, потек каде што главната сума, бидејќи се работи за тротоари, и за канделабри, и за нов слој на асфалт и проширување на оваа улица, нешто што чини некаде околу 18 милиона денари. Општина Кавадарци во минатиот период работеше на подобрување на патната инфраструктура во селата и периферијата, каде асфалтот беше дотраен. Ова и почетокот на наредната година предвидено е да се заокружи асфалтирањето на периферијата на градот. Општината овој проект го реализира во соработка со владата на Република Македонија преку Министерството за транспорт и врски и Агенцијата за патишта. Се реконструираат 10 железнички станици долж коридорот 10. По Скопската наскоро нов лик добиваат и железничките станици во Велес и Градско. Целиот проект за реконструкција чини околу 5 милиони евра, а парите се обезбедени преку ИПА фондовите. По Скопската нов лик добиваат уште 10 железнички станици долж коридорот 10. Покрај на Велешката интензивно се работи на реконструкција на станицата во Градско. Надворешниот изглед останува ист, се менува покривот, подот, прозорите и фасадите. Енергетски ефикасни, но и лесно пристапни за лицата со инвалидитет. Такви ќе бидат железничките станици, откако ќе завршат градбите. Реконструкцијата на железничката станица во Градско е дел од владиниот проект за реконструкција на железничките станици долж коридорот 10. Целиот проект за реконструкција на железничките станици во Македонија чини околу 5 милиони евра. Македонската влада овие пари ги обезбеди преку ИПА фондовите. Покрај Скопската, Велешката и оваа во Градско, нов лик ќе добијат и железничките станици во Чашка, Богомила, Неготино и Демиркапија. Амбасадорката на Република Франција во Македонија беше во работна посета на Велес. Заедно со градоначалникот Славчо Чадиев присуствуваше на презентација на образовните програми на Францускиот културен центар. Амбасадорката исто така го посети Цветниот замок и присуствуваше на изложба во ликовниот салон. Средношколците од Велес, но и дел од вработените во средните училишта вчера вечер имаа можност да се запознаат со образовните програми на Францускиот културен центар. На презентацијата присуствуваше и амбасадорката на Република Франција во Македонија, Оера Лоренс, како и градоначалникот на Велес, Славчо Чадиев. Нивна заедничка оценка е дека на овој начин се повеќе се приближува францускиот образовен процес до велешките идни студенти. Тоа беа презентирани условите и можностите за студирање на ученици во Франција, што го читам како исклучителна добра работа, бидејќи беше презентирано што е карактеристично, што младите луѓе стремат, впрочем не само да се оди кон Германија, кон Англија, тука имаме уште една пријателска земја, тоа е Република Франција. По завршување на презентацијата на Францускиот културен центар, амбасадорката го посети и Цветниот замок Равале во Младинскиот парк, но и изложбата во ликовниот салон, насловена како фотографии од руралното и сакралното архитектонско наследство од Велес и Велешко. Во изјава за новинарите таа вели дека е одушевено тоа како учениците го изработиле замокот, но и дека е восхитено од црковното богатство.
Мислам дека оние цркви кои што ги видовме не само одовде, туку и од градско и од општина Чашка на вистина представуваат едно вистинско богатство. Специфична е ситуацијата бидејќи тоа се црквички, мали цркви кои што се наоѓаат во села од кои што граѓаните си имаат одамна иселено и се наоѓаат во една специфична ситуација. И мислам дека во таква ситуација треба многу нешта да се направат за да се конзервира тоа непроценливо архитектонско наследство. Работната посета во Велес, амбасадорката Лоренс ја заокружи со посета на новиот театар, каде заедно со својот домаќин, градоначалникот Чадиев и средношколци од 3 и 4 година, кои што го изучуваат францускиот јазик, присуствуваа на проекцијата на филмот "Не е негов тип". Насилни акти врз полицијата и армијата, безбедноста на јужната граница е ризична. Министерот за надворешни работи на Република Македонија Никола Поповски ќе учествува на Министерскиот совет на ОПСЕ. Според председателот Ѓорги Иванов, состојбата на границата е со висок ризик, бидејќи станува збор за насилни акти врз полицијата и армијата. Македонскиот председател потенцираше дека ангажирањето на полициските и армиските сили на границата ги троши ресурсите кои што треба да бидат посветени на другите закани со кои се соочува Европа, како резултат на враќањето на борците кои се на боиштата. На средбата со германската канцеларка Меркел, која беше одржана во Париз, председателот Иванов ја запознал со проблемот дека значително се зголемува бројот на мигрантите кои доаѓаат од Африка и од Азија. Од Меркел добил уверување дека Македонија мора да има поддршка не само од земјите кои се на линијата на коридорот, туку и од сите членки на Унијата. Министерот за надворешни работи Никола Поповски на 3 и 4 декември годинава во Белград ќе учествува во работата на 22-иот Министерски совет на Организацијата за безбедност и соработка во Европа. На состанокот на Министерскиот совет, министрите за надворешни работи ќе разменат мислења за активностите на организацијата во изминатиот едногодишен период во рамките на српското претседавање со ОПСЕ. Се очекува да се усвојат и поголем број на одлуки кои се во доменот на надлежностите на ОПСЕ, односно кои се однесуваат на неговите три димензии – политичко-воената, економско-еколошката и хуманата димензија. Министерот Поповски ќе има своје обраќање на Министерскиот совет на кој ќе ги представи ставовите на Република Македонија. А од вестите од светот, во Советот за безбедност на Обединетите нации, Русија и САД работат на спречување на финансирањето на Исламска држава. Запленет кокаин тежок 344 килограми во Италија. Спречување на финансирањето на джихадистичката група Исламска држава. Ова е темата на која Русија и Соединетите Американски држави работат во Советот за безбедност на Обединетите нации. Вашингтон сака да ги консолидира и рационализира напорите на Советот за прашањето за финансирање на Исламска држава, изјавила американската амбасадорка во Обединетите нации Саманта Пауер. Со Советот за безбедност на Обединетите нации председаваат Соединетите Американски држави во декември и се надеваат на успех во средината на месецот. Пауер изјавила дека во крајот на минатата недела Вашингтон добил руска нацрт резолуција во таа насока која ја анализира. Русија и САД имаат заедничка цел, нагласува Пауер, без да прецизира дали двете страни може да се договорат за заеднички текст. Од пред една година, продажбата на нафта и носи на Исламска држава меѓу 850.000 и 1,65 милиони долари дневно, оценуваат експерти на Обединетите нации. Чист кокаин тежок 344 килограми во вредност од околу 70 милиони евра заплени полицијата во јужниот италијански град Реджо. Кокаинот бил пронајден за време на викендот во големото индустриско пристаниште Џоја Тауро во Калабрија, кој е еден од главните влезови за шверцувана стока во Италија. Товар од 55 килограми кокаин е пронајден во контејнер од Бразил за Словенија, а според документацијата пренесувал алуминиум. Втората пратка од 289 килограми е пронајдена во друг контејнер од Бразил, кој патувал за североисточниот италијански град Трст.
Во декларацијата се наведува дека контејнерот превезува кафе. Според италијанската полиција, од почетокот на годината во тоа пристаниште се запленети околу 932 килограми кокаин. Македонската кошаркарска федерација ќе се изјасни пред управен одбор. Познати полуфиналистите во Купот на Македонија. Слабиот старт не ги обесхрабри кумановци кои се решени сезонава да состават мокен тим кој ќе се бори за висок пласман. Домашен спорт. Преговорите на Македонската кошаркарска федерација со Марин Докузовски дојдоа до застој. Иако до крајот на минатата недела овие разговори требаше да бидат завршени и одлуката да биде обелоденета и без да биде свикан управниот одбор, од раководството на кошарката се уште нема одговор. Овој тек на настани ги натера водечките луѓе на Македонската кошаркарска федерација сепак да закажат состанок на управниот одбор, кој ќе се одржи на 3 декември во 17 часот. Според неофицијални информации, на овој состанок ќе се информираат членовите на управниот одбор за неуспехот во разговорите со Докузовски, како и за потрагата по нов селектор. Интересно е што српските медиуми објавија дека на екс-тренерот на Партизан, Душко Бујошевиќ, му било понудено да стане селектор на Македонија, што било одбиено од негова страна. По ова се постави прашањето дали некој друг во име на федерацијата разговарал со странски стручњаци, додека тричлената комисија на Македонската кошаркарска федерација преговараше со Докузовски. Прашањата околу селекторот на националниот тим ќе продолжат најмалку до четврток, иако постои огромна шанса оваа дилема да се одолговлечи до почетокот на 2016 година. Брегалница, Работнички, Хоризонт Турново и Шкендија се полуфиналистите од фудбалскиот куп на Македонија по денешните одиграни реванш надпревари. Брегалница го победи Царев двор со резултат 4:1 на полувреме. Резултатот беше 2:0. Брегалница обезбеди пласман со вкупен резултат од 5:2. На дуелот помеѓу Силекс и Работнички резултатот е во корист на Работнички 1:2, на полувреме 0:1. Вкупниот резултат помеѓу овие две екипи е 1:5. Хоризонт Турново, Македонија, Ѓорче Петров. Резултатот од овој дуел е 0:1, идентичен како резултатот и во првото полувреме. Вкупниот резултат од двата надпревари 4:3. Вардар повторно загуби од Шкендија со резултат 1:2 на полувреме, резултатот беше 0:1. Вкупниот резултат помеѓу овие две екипи 1:5. Марко Блажевски, најдобриот македонски пливач, постави нов апсолутен рекорд на Македонија на почетокот од надпреварите на Европското првенство во 25-метарски базени од 2 до 6 декември во Израел. Блажевски со време од 54,77 секунди постави рекорд во дисциплината 100 метри пеперутка. Ова е нов апсолутен рекорд. Александар Миладиновски го имаше стариот рекорд со време од 54,84 секунди, а е поставен на Европското првенство во Антверпен во 2001 година. Нов настап Марко Блажевски веќе утре ќе има на Европското првенство и тоа во дисциплината 400 метри мешано, додека потоа во петок ќе настапи на трката на 200 метри мешано, а Европското првенство ќе го заврши на 5 декември во сабота со трката на 100 метри мешано. На Европското првенство во Израел, Блажевски е единствениот македонски представник. Претходно поради болест, настапот го откажа Анастасија Богдановски. Слабиот старт не ги обесхрабри кумановци, кои се решени сезонова да состават мокен тим кој ќе се бори за висок пласман. Веднаш по трансферот на Бојан Трајковски, чиј трансфер беше комплетиран викендов, следен на листата е уште еден репрезентативец, Марко Симоновски. Проблемите кои ги имаше од личниот шутер поради што и известно време беше надвор од терените. На крајот резултираше со раскинување на договорот со МЗТ Скопје.
За Симоновски се интересираат неколку македонски прволигаши, но засега најсериозна понуда пристигна од Кумановци. Преговорите ќе продолжат во следните неколку дена, а конечниот договор Симоновски се очекува да го потпише до крајот на оваа недела. По низата порази Филаделфија синоќа го победи Лейкерс со резултат 113-91. Сергеј Руденка повторно е слободен играч. Вестите од меѓународниот спорт во продолжение. Сергеј Рутенка, белорускиот лев бек, повторно е слободен играч. Откако на почетокот од сезоната од Барселона се пресели во тимот на Лахвија во Катар, сега се враќа на европско тло. Помеѓу екипите кои би сакле да го имаат Рутенка меѓу своите играчи, се спомнуваат германскиот Кил кој не бележи големи успеси сезонава, како и нашиот првак Вардар кој го загуби Александар Деревен на левата бековска позиција. Самсенко беше заинтересиран за Рутенка додека тој беше под договор со Барселона пред 2 сезони, но сега нема никакви пречки да се реализира овој трансфер. Во 16 финалето на Купот на Италија, по завршницата во денешниот меч против Кротоне, Милан не беше на високо ниво, но сепак славеа после продолжение со 3:1 после регуларниот дел кој беше 1:1. Иако Милан имаше доста шанси во регуларниот дел да се пласира за во наредната фаза, не успеа па отида во продолжение. Во 106-та минута заблеска Бонавентура кој постигна погодок од 2:1 од слободен удар, а пред самиот крај Ниен го даде и последниот гол со што се постигна резултатот 3:1. Во осмина финалето Милан ќе игра со Самдорија. Покрај овие екипи во осмина финалето ќе играат и Лацио против Удинезе Атланта, Јувентус против Торино, Интер против Сасуоло Калјари, Наполи против Верона Павија, Рома против Специја, Дженова против Палермо Александрија и Фиорентина против екипата на Фиченца Капри. По низата порази 28 едно по друго. Филаделфија синоќа го победи LA Lakers со резултат 103-91. Ова беше еден од 6 надпревари кои се одиграа ноќеска во НБА лигата. Вашингтон славеше над Кливленд со 97-85. Бруклин, Мемфис, Орландо и Далас исто така забележаа победи. Тимот на Филаделфија беше предводен од Ковингтон со 23 поени и 5 скока. Джереми Грант имаше 14 поени и 7 скока, а Ноел 14 поени и 9 скока. Кај Лейкерс најдобар беше Брајан со 20 поени и 5 скока. Една од најдобрите игри изминатава ноќ ја имаше Марк Гасол, кој со 38 поени, 13 скока и 6 асистенции беше најзаслужен за победата на Гризлис над Пеликанс. Вашингтон го порази Кливленд на домашен терен, благодарение на Џон Вол, кој одигра одличен надпревар. Вол имаше 35 поени и 10 асистенции, а голема помош му пружи Бредли Вил со 18 поени, 9 скока и 6 асистенции. Кај Кливленд се истакна единствено Леброн Джеймс со 24 поени и 13 скока. Ова се резултатите од синокешните НБА надпревари. Кливленд, Вашингтон 85-97, Филаделфија, LA Lakers 103-91, Бруклин, Феникс 94-91, Минесота, Орландо 93-96, Нью Йорк, Орлеанс, Мемфис 104-113 и Портланд, Далас 112-115. Денеска имавме претежно облачно, но стабилно време. Да погледнеме какви се прогнозите за наредните денови.
Тоа беше последната информација за денес. Јас ви благодарам за вниманието и ви посакувам пријатна вечер.